Почитуван председавач, почитувани колеги претедници, почитуван колега Илия Римовски. Овие 3 дена од страна на колегите од СДСМ слушаме само едно големо лицемерие, само критики и деструктивни обвинувања кон ДПМН. Би сакал да ве прашам, колега Римовски, или да ве надополнам, дали вчерашното внесување на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој резултираше со собирање на подписи за предлог за председател на Собранието на Република Македонија и желба е да се избегне деловничката процедура во Собранието на Република Македонија, не е вовед во остварувањето на тиранската платформа. И дали мислите дека прифаќањето на тиранската платформа, односно неотфрлање на таа платформа, колега Димовски, од страна на Зоран Заев, се должи на неговите континуирани кримогени активности како градоначалник и председател на СДСМ, за кое основното јавно обвинителство води неколку постапки против него, а тоа е главниот мотив Заев да прифати што било побарено од него и бил уцена на странски елементи за да го остварат своите цели преку остварување на ВМРО ДПМН и гарантирање дека Зоран Заев ќе избегне правдата ако ја прифати тиранската платформа. Кримогеното раководство на СДСМ и аболицираниот криминалец Зоран Заев не можат да тргуваат со највисоките национални државни интереси, само за да се спасат и да не одговарат за криминалите што ги сториле. Со само прифаќање на противуставната тиранска платформа во целост ја втурна Република Македонија во процесот на федерализација. Да потсетам, неколку колеги од ДУИ, од колегата Села и сегашен пратеник од СДСМ, јавно на сите настапи кажаа дека Зоран Заев во целост има прифатено тиранската платформа. За крај, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, бидете мажи, дојдете овде, обратете се, кажете. Еден ваш бивш колега, морам да го цитирам, Минчев, кажуваше дека во СДСМ има само мажи. Јас овие 3 дена не гледам мажи овде. Излезете, кажете, сте ја прифатиле и готово. Благодарам.